Почитувани колеги претеници, пред нас е годишниот извештај за работа на Советот на јавните обвинители на Република Македонија за 2023 година. Со една реченица, мојот заклучок од разгледувањето на овој извештај е врана на врана, очи не вати. Таа македонската стара поговорка со која што всушност се осликува работењето или неработењето на овој совет, и всушност тоа не е само така сега. Така е повеќе години наназад. На местото на вас, кај што седите денес во оваа сала, председателке претходно седеше и претходниот председател. Дебатиравме, за разлика од вас, излегуваше тука на говорница, се обидуваше да разјасни одредени нејасноти и најчесто кажуваше дека нема надлежност. Значи, поминуваат години, поминуваат извештаи и повторно вие дојдовте, прочитавте еден извештај со кој што всушност кажувате немаме надлежност. Во исто време, при вашиот говор велите сите обврски Советот на јавни обвинители успешно ги има завршено. Успешно ли е, председателке, за вас довербата на граѓаните спрема вас, спрема обвинителите генерално да бидат 2%, минорни 2%? Успешно ли е? Горда ли сте кога ќе кажете дека сте председателка на Советот на јавните обвинители? Може би, како обвинител, кој што има опис на одредени работни задачи, кој што доаѓа од редот на јавните обвинители, би можела да кажете дека сте горда на своето работење заради тоа што зад вашето работење сте оставиле одреден трак, сте оставиле одреден белег. Вашите колеги ве препознаваат како добар обвинител. Меѓутоа, превземајќи ја улогата да дојдете на чело на Советот за јавни обвинители, превземате една друга одговорност. Одговорност која што ја носите спрема македонската јавност, заради тоа што вие таму имате една клучна улога. Улога со која што вршите оцена, улога со која што вршите унапредувања, и сите очи на целата македонска јавност, која всушност не е задоволна од работењето на јавните обвинители, е вперена токму кон вас. Оставка даваат оние кои што имаат морална, етичка, можам да кажам, внатрешно чувство на одредена одговорност. Кога целата македонска јавност збори за јавните обвинители, вие сте тие кои што се на едно чело на таа пирамида од херархија, ако ја ставам настрана и работата на државниот јавен обвинител. И сега кажувате дека сте биле транспарентни заради тоа што вашите седници биле јавни, односно имало присутни и новинари. Меѓутоа, во исто време, ако отворите да гледате една седница, јас го направив тоа, всушност видов дека седниците се неми. Односно, во моментот кога се унапредуваат обвинители, во више јавно обвинителство едно, во више јавно обвинителство друго, кога се бираат обвинители, Советот, кој што членува од 11, односно кој што е составен од 11 члена, е нем. Никој ништо не збори. Каква е таа транспарентност? Како кажувате дека сте достапни и транспарентни, кога всушност не коментирате зошто некој е унапреден, не коментирате и не давате коментари за тоа зошто еден е избран, кој што е на ранг листа може би многу подоле, туку немо спроведувате одлуки кои што очигледно ви се шепнати од некој друг или претходно договорени. Колку, вака гледајќи во изминатиот период, јас се поставувам едно прашање: колку изет меѓити има всушност во Советот на јавни обвинители, односно колку такви има таму? Или колку биле такви
луѓе кои што може би тргувале за правдата. Но исто така, колку такви имени се Република Македонија кои што го кварат просекот на оние добрите? Колку има такви кои што се трговци за правдата, а всушност никој не превземал ништо. И зашто зборувам никој не превземал ништо? Ова го гледам од вашиот извештај. Вашиот извештај во делот кај што кажувате дека работите по представки, вие давате една статистика, една гола статистика, како и за се друго морам да кажам. Примени вика представки, поплаки, односно и ваше постапување. И вие кажувате сега колку представки биле примени за секое више јавно обвинителство, за секое основно јавно обвинителство. И при тоа кажувате дека најголем број биле представките се однесувале на работата на јавните обвинители во основното јавно обвинителско Скопје, што е очекувано, бидејќи најголем обем на работа имале таму. И сега продолжувате со коментар и вика, најголем број на представки се поднесени од оштетени лица кои најчесто изразуваат незадоволство од време траењето на постапката, што значи јавните обвинители низ Република Македонија се неажурни. Понатаму укажуваат заради решенија за отфрлање на кривични пријави, односно брзото решавање на таквите предмети кои што се поднесени против луѓе за кои што вие очигледно не смеете да постапите, односно обвинителите низ Македонија очигледно не смеат да постапат и најлесно е да ја отфрлат кривичната пријава, за недавање или недобивање известување за тоа до каде е постапката во јавното обвинителство. И исто така односно помал број биле бројот на представките во кои што се искажувало незадоволство за настапената застареност. И сега ако имаме неажурност, отфрлање, застареност, вие од друга страна кажувате дека ги оценувате работењето на јавните обвинителства во Република Македонија како позитивно. Браво, како ви текна таа оценка? Како ви текна да дадете позитивна оценка на нивните извештаи, а во исто време, очигледно од представките и поплаките, имате укажување дека тие работат неажурно, селективно, сами одлучуваат чии предмети ќе застарат и чии предмети ќе се пикнат во фиока, и затоа судството во Македонија е расцветано како пупка. Сега, исто така, во вашиот извештај, вие самите си кажувате дека вие директно не можете да гледате предмети директно покрај применети представки, меѓутоа барате од страна на вишите или повисоките јавни обвинителства да си извршат надзор над работењето на посочените јавни обвинители во пониските јавни обвинителства на кои што се однесуваат представките. И воедно преку вршење на надзорот по конкретниот предмет, повисоките јавни обвинители се запознаваат со искажаните незадоволства во представките и се утврдуваат евентуални пропусти и незаконитости во постапувањето кои можат за овластениот предлагач да представуваат основ за поведување на дисциплинска постапка во согласност со Законот за јавното обвинителство и да влијаат при оценувањето. Колку вакви постапки имаат покренето, или дисциплински постапки имаат покренето висшите јавни обвинителства согласно нивната надлежност и согласно вашата насока да постапат по представките, ако вие сте ги оцениле за нивната работа одличен 5. Колку постапки имаат? Како што можем јас да видам од извештајот,
Нема такви дисциплински постапки. Единствените дисциплински постапки за кои што слушна цела Република Македонија, а кои што беа поведени од страна на претходниот јавен обвинител Љубомир Јовески и за кои што вака жестоко реагиравте и веднаш постапивте со 30% намалување на платата за 6 месеци на едната јавна обвинителка, а другата веќе непожелна ја разрешивте, тоа се единствените дисциплински постапки за кои што ние како јавност, па дури и како претеници имаме видено дека вие воопшто сте постапувале. Тоа значи дека некаде нешто манка. Вашите оценки не можат да бидат одлични за вишите јавни обвинителства кои што не постапиле и не превземеле ниту една дисциплинска постапка по ниту една представка или 176 ли колку беа вкупно кои што биле доставени до вас за ова една извештајна година. И затоа мојот говор го почнав со поговорката врана на врана очи не вади. Тоа значи дека не сакаат јавните обвинители од вишето јавно обвинителство очигледно да се замераат со своите колеги, а очигледна е и вашата страв да се замерате со некој. Тука е нашиот проблем. Тука е проблемот во Република Македонија. Наместо секој да ја гледа својата работа, заради тоа што доаѓате од редот на обвинителите и точно знаете како треба некој да постапи, вие си ги оценувате другите од одредена, не знам, сочувство, почит, не знам како да кажам, дека се ваши колеги. И сега, за да продолжам со извештајот или со коментар на овој извештај, велите општ впечаток, чив општ впечаток. Тоа не е општиот впечаток на Република Македонија и на граѓаните. Тоа е ваш субјективен впечаток од постапувањето по представките, е дека повисоките јавни обвинителства ги уважуваат барањата за надзор доставени од Советот на јавните обвинители, по истите постапуваат, при што за констатирана состојба во однос на постапување на конкретен јавен обвинител доставуваат извештаи со искажани констатации за превземени процесни дејствија, но сепак не е мал бројот на случаи кога извештаите се доставуваат со задоцнување. Зошто се доставуваат со задоцнување? Не си ја гледаат својата работа и ви им давате одличен пет? Значи, не е мал број на случаите кога извештаите се доставуваат со задоцнување. Вам не ве почитуваат? Затоа не ви ги доставуваат? Не им се доволно парите? Немаат време или што е проблемот? И во исто време Советот на јавни обвинители не успева секогаш да достави одговор до подносителите на представките во краток рок, а сами за себе кажувате дека во извештајната година сите обврски успешно сте си ги завршиле. Чуму се тие петки што си ги пишувате на рачињата, кога македонскиот народ е несигурен во оваа држава. И уште еден коментар за да продолжам со извештајот. Мораме да нагласиме дека во текот на проверките на наводите во представките воочени се пропусти во постапување на јавни обвинители, пред се од формална природа, а во мал дел и пропусти од суштинска природа. И повторно одличен пет. Меѓутоа, констатирано е дека истите не биле од влијание на законитоста на донесените одлуки. Вие кога ќе поднесете еден обвинителен акт низ судовите на Република Македонија, после тоа во 95% од случаите судот носи пресуда во согласност на обвинителниот акт. Тоа значи запечатани судбини, тоа значи дека македонските граѓани за жал не можат да ја добијат правдата низ македонското правосудство, а една од причините сте токму вие и постоењето на таков Совет на јавни обвинители, кој што според мене воопшто не треба ниту да постои. И она кој што, односно поентата на она за кое што земав збор, е во последниот пасос, онака незабележително,
пишувате дека во текот на извештајната година по спроведената постапка по представки, Советот на јавни обвинители утврди и основани представки, зашто со посебна информација бил известен јавниот обвинител на Република Македонија. Сега, она кој што мене ме интересира, а верувам ја интересира и целата македонска јавност, е каде е тој извештај? Дали има архивско бројче? Дали може да го најде сегашниот јавен обвинител или јавниот обвинител кој што ќе дојде, да речеме, утре, за да може да има трага на вашето постапување и да видиме што е тоа што Љубомир Јовески не сакал да го постапи, или бидејќи во текот на 2023 година беше тој државен јавен обвинител, може го скрил во некоја фиока и воопшто не го видел. И сега од тука се поставува уште едно прашање. Чуме овој извештај од некои си, не знам, 40 на страници од статистика, мажи, жени, поднесени, повлечени, кога ние всушност суштината во овој малечок детал не можеме да го видиме. Вие сте утврдиле дека има основани представки и сте го известиле државниот јавен обвинител. Ке ве молам, излезете на оваа говорница и образложете и на целата македонска јавност. Кажете ни нам, како пратеници, кои што имаме надзорна улога на работењето на Советот на јавни обвинители, кои се тие представки кои што биле основани, а за кои што никој ништо не постапил? Кои се тие представки кои што, еве, го нарушиле угледот на правосудството во Македонија, го нарушиле угледот на обвинителите во Македонија? Затоа што мораме од некаде да почнеме. Пишувајте трагови, немојте вашите во телефонот, ми се направив скриншотови од вашите дневни редови на седниците кои што се по 3 точки, на кои што едната е усвојување на записникот од претходната седница и носење на стратешки план. Каков стратешки план имате вие во последната седница? Утврдувате некаков стратешки план. Каков стратешки план правите вие? Стратешки план како да не ги оценувате работењето на висшите јавни обвинителства? Како или сите да си ги оцените со позитивни оценки? Сите да ги унапредувате оние кои што завршиле работа на мафијата? Од тоа не бива. И затоа не сум задоволна од работењето на Советот на јавни обвинители. Не можете вие да бидете заштитени бели мечки, не можете да се криете, заради тоа што одговорност мора некој да сноси. А вие како председателка, која што верувам дека со сопствен труд и со сопствено вложување сте дошле на една ваква позиција, сметам дека не треба да дозволите оние кои што не ја вршат својата работа, оние кои што продаваат правда за пари, да го нарушуваат и вашиот углед и угледот на многу обвинители во Република Македонија кои што ја завршуваат својата работа како што треба. Ви благодарам.